Мај 2019 година. Тоа е условениот датум кога Македонија треба да ги почне преговорите за членство за пристапување кон Европската Унија. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема на ваша страна, специјално издание вечерва во живо од Брисел, од председиштето на Европската комисија, од каде веќе уште денеска Европската администрација во оваа зграда зад мене треба да ги почне подготовките за она што треба да следува како чекор натаму, откако шефовите на дипломатиите на земјите членки на Европската Унија вчера помачна веќе во најавата и реков инфаркт, средба и долг состанок одлучија на Македонија да и доделат условен датум, односно да го отворат патот за пристапување кон Европската Унија. Доцна синоќа по седницата, по состанокот на на Советот на министри за надворешни работи на Европската Унија, за тоа што значи одлуката за Македонија и кои се сите чекори кои што треба да бидат преземени во иднина, а почнуваат со така наречениот скрининг, па потоа одат до така наречената меѓувладина конференција која што го означува и официјалниот старт впрочем на преговорите. За сите тие процедури, за сите дилеми разговарав со еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Тој вели дека Македонија го доби заслуженото, односно дека одлуката е резултат на претходните изјави на комисијата, доколку вие испорачате и ние ќе испорачаме. Но што допрва следи? Еве што објаснува еврокомесарот Јоханес Хан. Господине Хан, благодарам што сте гостин во топ тема на ваша страна. Првото читање на заклучоците покажува еден, би рекол, нејасен, можеби комплексен заклучок. Може ли да појасните што конечно е одлучено? Congratulations to the citizens of the future Northern Macedonia for the achievement we all got today, because now it's clear that we will start negotiations in June next year, and we can, as a Commission, immediately start preparing these negotiations from tomorrow onward. So I think this is now a clear task, a clear perspective, and it's a clear reward to the achievements of the last couple of weeks. Верувате дека ќе има граѓани на Северна Македонија, значи тоа дека верувате во успешен референдум? I believe in a successful referendum, but because today's outcome, the most likely invitation or renewal of an invitation to a NATO membership, these are exactly the first necessary results which should pave the way for a successful referendum. And this was also something which was in the spotlight of today's discussion, to be clear on the European perspective of the future Northern Macedonia. Може ли да бидете малку попрецизен за тоа што ќе се случува од петок, за кога предпоставувам дека овие заклучоци би требало да поминат на самитот? To be clear, everything has been done already today in the General Affairs Council. So the decision on the European level are now taken, and there are no further discussions at the European Council level, because they have decided that this should be decided in the General Affairs Council. So the work is done. People in the country can rely on this outcome, and what we have to do is now to start preparing, so to say, the negotiations. And this means starting a screening exercise, in particular in the area of rule of law, because now for the opening of negotiations, we have to look into the whole rule of law areas, not only in specific one, as we did it in the previous phases, but now we have to screen the situation in the overall area of rule of laws, because we usually start nowadays with the chapters 23 and 24, which are dealing with the so-called fundamentals, independence of the judiciary, media freedom, everything which is related to rule of law.
and this is now, so to say, the main task for the next couple of months. Значи се соочуваме со една своевидна нова ситуација, нема да има никаква потврда на ова што е одлучено во Луксембург на самитот во Брисел. No, this was never the intention. The intention was to take today the political decision, because the General Affairs Council is always in charge of all decisions related to accession processes. Го имам овде текстот во кој пишува дека со ова се отвара патот за отварање на преговори по сите чекори што ќе ги преземете во јуни 2019 година. Што значи тоа? Која ќе биде улогата на комисијата во меѓувреме? Ќе има ли некој нов прогрес извештај во меѓувреме? Што ќе се случи? As you can see, the last sentence, and this is what is crucial, here it says the Council takes note of the intention of the Commission to begin the necessary preparatory work, and this will start as of tomorrow. And this is what I have meant when talking about the screening process, which we have to do in any case. And so to say, the result of the screening process is a proposal concerning the so-called opening benchmarks for the different chapters. And this is now clearly what has to be done, and this is why we are setting out the path towards opening accession negotiations. This is exactly describing what has to be done in the next couple of months, so things are pretty clear. Но има мислење дека има премногу условеност во оваа одлука и дека некои земји членки може да го блокираат идниот процес, речиси на секој чекор. No, this is not some of the members. Each member state has a right of a veto during all different steps during the accession process. But now it's clear with the decision of today that the Commission is tasked to prepare everything for the opening of negotiations. And this is now the important element. That there are some, so to say, conditions attached. This is nothing else as the, so to say, necessary continuing work on the implementation of the prisoner agreement. I mean, one has to understand during today and 1 year's time, there has to be some reform work. It's not that the country, the government has to do anything. No, it's a permanent work of progress. It's a process, and therefore, of course, in our next year's country report, we will, so to say, take note of the different developments, and I think it's important also for all the future decisions, also for our opening benchmarks, where the country is in 1 year's time. Беше тежък ден. Защо Франция беше толкова против? Well, a huge majority of member states were, I would even say, furiously in favor of starting negotiations, acknowledging the huge achievement. There was a small majority which was more skeptical, but not against. So important is to understand that a huge majority was very much in favor, and also the others were in principle in favor, but they had some so to say concerns, and this we could resolve. It took some time, but this is not unusual in the European Union. If you have 28, you have 28 opinions, you have 28 domestic so to say backgrounds. So I'm used to that, and actually I'm happy that we could do it during the day and didn't need a night session. Каде е во целиот овој процес кој што сега почнува остварувањето на договорот Македонија-Грција? Well, I suppose you will have a referendum, and I'm pretty much convinced that there will be a positive outcome, because citizens now see the immediate reaction by the European Union. It's about our own credibility. If you have delivered, that we have to deliver. So it's a clear reaction. I suppose there will be an invitation by NATO at the next summit. So one could see immediately the benefits for citizens, that all these decisions, these sometimes tough decisions,
pay off and will give the people a clear European perspective, which means more prosperity, more stability, more peace, or more security. And I think this is what people deserve. And this was also mentioned by many speakers today, that the citizens in your country have the right to get, so to say, a decent future perspective, and now we can really work on this. And I think after all these years, all these troubles, I think the country is looking into a very positive future, and everybody should be very optimistic on that. Кое е најчувствителното прашање за Македонија до јуни следната година, а кое е најважното? Well, it's in general the further implementation of the prisoner agreement, the Privi report. I mean, all the conditions are clear, and I think the government, after all its efforts resolving the name issue, having an agreement with Bulgaria, should now focus on this, let's say, traditional reform areas. And I think this will also be part, I mean, concrete results of an even better and stronger commitment and support to the European perspective and everything which is related to it. Но знаете дека постои огромна подвоеност во општеството за договорот со Грција, и не само во општеството, туку и меѓу владеачките партии и опозицијата, па од тука која е вашата порака кон сите овие чинители? Look, you know, I have been in the country, countless times, yeah, and my understanding is, and I'm approached by citizens of the future Macedonia, not only in the country itself, but also in my country, in my hometown Vienna, or even in Brussels. People recognize me and ask me for further support, and I think a huge majority of citizens, I think around 80%, are in favor of the European perspective. And in order to get it, there some compromises are necessary. But what counts is the final result, and the final result is a better economic perspective. I mean, we have seen it when we started negotiations with Serbia. This triggered immediately decisions by international companies to go to Serbia, to establish subsidiaries, to buy something, in any case to create jobs or to safeguard jobs. And I expect the same for your country. And this is what counts, that people get a perspective which enables them to stay in the country and not to be forced to migrate. И конечно, кога ќе можеме да го очекуваме овој, ајде да речеме, нов патокас од страна на комисијата? The cornerstones of this roadmap are clear since today, meaning that we start already tomorrow, and that, so to say, in 1 year's time, we will have, so to say, the next step. And then, of course, we have to take decisions concerning the intergovernmental conference, which will decide about the opening of chapters. But this is also subject of, so to say, the work we are now having in front of us together with the government. But, so to say, the framework of all this is now clear from today onwards. Дали сте подготвени да ги прифатите сите негативни критики кои што верувам ќе пристигнат на вашиот Twitter акаунт, бидејќи веќе во овој разговор ја нарековте мојата земја Северна Македонија, а граѓани на Северна Македонија? I'm anticipating the future development. I am always a positive thinking person. I am a member of the Half-Full Glass Party, which is a crossover party across all ideological
groups, and I think this is something which I would like to see by the huge majority of citizens of your country, to be happy, to raise glasses tonight for the achievements of today. So you will have enough place in your Twitter account for positive message. I have a lot of place for positive messages. Gospodine Han, ви благодарам што бевте мој гостин. Thank you. Топ тема на ваша страна, специјално издание во живо од Брисел. Беше тоа еврокомесарот Јоханес Хан со неговите објаснувања за тоа што следува во следниот период. Нема сомнение дека, освен тоа што комисијата во оваа зграда зад мене почнува да го работи уште денеска, дека неговиот Твитер налог ќе биде полн со пораки за дел од изјавите кои што ги даде. Впрочем, и стигнуваат реакции и на мојот Твитер налог, но да го оставиме сето тоа настрана, бидејќи во ова специјално издание имаме и нови толкувања и објаснувања за тоа што беше донесено вчера. Особено на онаа специфично тешка или инфарктна ситуација за сите што го следеа состанокот во Луксембург, каде практично соодносот беше 26,5 наспроти 1,5. Односно, сите земји членки на Европската Унија наспроти Франција и делумно колебливата Холандија, и тоа не толку поради Македонија, мислам на Холандија, туку многу повеќе заради Албанија. Но каква беше атмосферата на Советот, зошто Франција беше толку против и зошто се дојде до ова решение, бидејќи не само во изминатите неколку дена, туку и во изминатите неколку недели можеби се сменија најмалку 10 различни верзии на нацрт заклучоци на Советот. Ситуацијата вчера беше до ниво на тоа воопшто да нема никакви заклучоци. Зошто имаше таква атмосфера, што се случуваше и што сето она што го доби Македонија ќе значи за иднината на нејзиниот евроинтеграцијски процес. Разговарав со шефицата на хрватската дипломатија Марија Пејчиновиќ Буриќ. Еве ги нејзините пораки. Министрице, хвала лјепа што сте вечерас мој гост. Јуче е био тежак дан. Još nedoumica među kolegama ovdje u Briselu, među novinarima, pa čak i u makedonskoj vladi oko toga šta je konačno Makedonija dobila, jer svako različito čita različite dijelove odluke koje su donesene juče u Luksemburgu. Hvala vam na pozivu. Mislim da je jučer bio važan dan i za Makedoniju, za jugoistočnu Europu generalno, ali i za cijelu Europsku uniju. Dakle, pregovori oko zaključaka o državama proširenja i o državama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je bio vrlo naporan. Ja bih rekla, dosta dugo se i teško draftiralo zaključke. Tako da zaista ja mislim da će ovo ući u jedan povijesni anale kako smo došli do tog dogovora sa određenim tekstovima. Makedonija je dobila sigurno važnu poruku. Komisija je dobila nalog da počne sa pripremama za pristupanje Makedonije. Dakle, to je prije svega screening, odnosno dubinsko snimanje stanja. Makedonija je u izričaju tih zaključaka dobila da će pregovori, da se ovime otvara put, da se pregovori otvore sredinom 2019. godine, a da se do kraja te iste godine zapravo otvori i prva međuvladina komisija. Kad gledate možda s ove perspektive, to izgleda godinu i pol. Međutim, iz iskustva vlastito koje mi imamo u Hrvatskoj, to je zaista malo vremena sa novom metodologijom pregovora. Ako komisija već počinje raditi, a dobila je takav nalog od vijeća, onda to zaista znači da se prvo ide u tu screening fazu koja traje određeno vrijeme i zapravo je dosta i realno ovo što se stavilo. Ono što je ušlo u zaključke je da komisija treba u sljedećem svom izvješću o državama, dakle i o Makedoniji, dati jedno prikaz stanja u kome će se pokazati da je Makedonija nastavila sa reformama. Dakle, vijeće vrlo jasno traži od Makedonije da nastavi raditi na reformama, dakle prije svega da radi
radi na borbi protiv korupcije. Na tom planu se očekuju isto pomaci u sljedećih godinu dana, ali isto tako na onim reformama na kojima je do sad vlada radila, reformi pravosuđa, javne uprave i reformi službi sigurnosti i obavještajnih službi. Dakle, zaključak da je preporuka na neki način uvjetovana nije pogrešan. Ili jeste? Pa jeste, ali zapravo to je cijeli smisao kako se ide, kako se zapravo napreduje u tom procesu. I da ništa od ovoga nije pisalo u zaključcima, svejedno bi bilo gledano da li se radi dalje na preporukama. Dakle, onog trenutka kada uđete u screening, kada država počne zapravo taj proces pregovora u pravom smislu, a to je već sa screeningom, onda država zapravo dolazi pod posebnu lupu. To sa zaključcima i bez zaključaka znači da država mora za državu kao što je Makedonija, dakle tranzicijsku državu, to svakako znači niz reformi u raznim sektorima na kojim, koliko ja znam, a bila sam prije nekog vremena u Makedoniji u državnom posjetu, Makedonija već radi. Dakle, samo je poticaj da se dalje radi i da se pokažu vidljivi rezultati u tom radu. 26,5 nasuprot 1,5. Tako je bio na jučerašnji dan prema našim informacijama. Znam da pitanje nije veoma diplomatsko, ali koji su bili razlozi, ono što možete da kažete, tako tvrdog stava Francuske protiv? Pa, ja mislim da to treba gledati puno šire od samog pitanja jedne države ili dvije države, u ovom slučaju i Albanije i Makedonije, za koje su preporuka da se otvori put prema pregovorima. Dakle, prije svega treba gledati razvoj unutar Europske unije u pojedinim državama. Dakle, postoji javnost koja vrlo pozorno prati razne politike Europske unije. Jedna od njih je proširenje. To su, ja bih rekla, dosta i interni razlozi francuski, zašto su oni, slijede izbori, postoji, ako je riječ o Francuskoj, postoji vrlo jaki populistički pokret Nacionalni front koji je i protiv Europske unije, a kamoli protiv njezinog proširenja. Dakle, ja bih to gledala kao jednu više internu priču Francuske, koja naravno se onda prenosi na razne politike europske, pa između ostalog i na politiku proširenja. Međutim, mislim da je za Makedoniju jako dobra vijest, da je zaista bilo skoro pa svih nas, recimo 26,5 kako vi kažete, je bilo zaista zdušno za početak pregovora. Mislim da Makedonija to zaslužuje. Makedonija je nepravedno bila ove godine sa strane. Znamo svi da je bilo pitanje imena i u tom smislu mislim da je stvarno Makedonija zajedno sa Grčkom postigla zaista jedan veliki povijesni sporazum. Mislim da treba čestitati jednoj i drugoj strani, jer nakon tolikih godina, dakle 27 godina, što su za Makedoniju značili da je onda bila ograničena u nekim daljem razvoju, ulasku u NATO, ulasku u Europsku uniju i tako dalje, da je ovaj sporazum postignut. Naravno, postoje još određeni koraci koji se trebaju napraviti, ali mislimo da je ovo otvaranje koje se zaista desilo sa jedne i sa druge strane pridonijelo tome da evo smiješi se uskoro, sljedeći mjesec je i summit NATO-a, dakle vrlo izgledno će Makedonija dobiti pozivnicu. Makedonija je možda ušla u jedan, nažalost, jedan povijesni rekord koliko je puta ulazila u takozvani Membership Action Plan, dakle MAP, 18. po redu, što sve sigurno nije poticajno bilo za makedonsko društvo ako je svake godine dobivala taj novi program, a zapravo formalno nije mogla ući u članstvo. Da li su ti strahovi prisutni u pojedinim zemljama članicama, bez obzira koji su razlozi, da li su migracijska kriza, da li su unutarnja pitanja, koliko to može biti prepreka budućem procesu? Jer znamo da najmanje 135 puta svaka zemlja članica može blokirati proces dok on traje. I konačno, do sad smo pričali o mitovima i stereotipima na Balkanu. Pričamo li sad o nečemu drugom, o nekim strahovima, stereotipima koji se javljaju unutar Europske unije?
Pa ja bih ovako rekla, dakle, sada kad se otvori ovaj put, mislim da takav strah sa makedonske strane ne treba postojati. Moram priznati da je mene zaista zadivilo zaista veliki konsenzus, dakle skoro svih država članica oko toga da treba otvoriti pregovore. Treba znati da je politika proširenja jedna od uspješnijih priča Europske unije, međutim iz različitih razloga u zadnje vrijeme nije bila visoko na agendi. Mi smo bili jedna od rijetkih zemalja sa jednom manjom grupom država koja je poticala stalno da se o tome govori i razgovara. Sada je bugarsko predsjedanje to stavilo u fokus svog predsjedanja. Ja bih rekla Sofia Summit je bio glavni pokazatelj toga. Na tragu istog Rumunjska se sprema imati u Sibiu isto tako jedan summit važan za Europu, a Hrvatska koja će predsjedati 2020. u prvoj polovici isto tako se sprema na takozvani Zagreb Summit 2. Naime, mi smo, i to je možda zanimljivo za Makedoniju, mi smo 2000. godine imali Zagreb Summit 1, dakle prvi puta kada je Europska unija kao Europsko vijeće izišla izvan granica Europske unije i u Zagrebu najavila zapravo početak pregovora tada o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonija je na istom tom Zagreb summitu bila potpisala ili parafirala svoj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I doveli ste me do moje zadnje pitanje, a do sad je bilaterala bila na visokom nivou, naročito u suradnji u procesu evropske integracije. Dolazi, oprostite, i hrvatsko predsjedavanje Europskom unijom. Gdje je tu Hrvatska u pogledu pomoći Makedonije na putu ka Uniji? Pa imate pravo, dakle, prijateljski odnosi između Makedonije i Hrvatske su zaista na visokoj razini, a pritom želim naglasiti da je hrvatsko veleposlanstvo u Makedoniju NATO kontaktna točka. I nama je drago da će se vjerojatno na ovom samitu upravo doći pozivnica Makedoniji za članstvo, dok smo mi to još do kraja ove godine. Dakle, mi smo na razne načine do sada bilateralno, ali i kroz neke europske programe pomagali Makedoniji u pripremama za pristupanje, posebno kroz twinning programe. To su programi koji uvezuju javnu upravu sa jedne države sa drugom. Mislim da ima puno prostora, dakle, da se dalje nastavi tako institucionalno pomagati. Hrvatska je zadnja država koja je pristupila, zadnja koja ima ta iskustva. Mislim da još uvijek imamo puno stručnjaka koji su i spremni i voljni i znaju najnovije stvari koje su važne prilikom pristupanja i zaista postoji ogromna otvorenost da takvu suradnju nastavimo. Mislim da će biti vrlo značajno da Hrvatska predsjeda 2020. godinom. Ako ovaj plan koji smo jučer dogovorili bude ostvaren, to će značiti da će Makedonija krajem 2019. otvoriti prva poglavlja pregovora, a mi se nadamo tijekom našeg predsjedanja u prvoj polovici 2020. da osim ovog samita, Zagreb Summit 2, koji bi za nas trebao biti jedan važan samit proširenja, odnosno poruka za nastavak politike proširenja, svakako može biti prilika da se tijekom našeg predsjedanja i više poglavlja za Makedoniju otvori. I još za sami kraj još jedno nediplomatsko pitanje diplomatu. Predstoji referendum u Makedoniji. Ne referendum značio bi kraj ugovora s Grčkom, a to bi značilo i kraj ovog današnjeg zaključka. S tim u vezi, koja je vaša poruka? Pa poruka je, naravno, to je interna... A da ne bude mešanje u unutarnjim poslovima. To je interna stvar, to je odluka, je zaista referendum je jedan par excellence glas naroda. Dakle, mi smo u Hrvatskoj imali neke važne referendume. U važnim trenucima u Hrvatskoj smo znali na to odgovoriti na pravi način. Dakle, hrvatski građani su i kada smo pristupali Europskoj uniji, kada smo se odlučivali za neovisnost, odlučivali sa dosta visokim postotkom za. Ja se nadam da će makedonski narod
prepoznati ovaj trenutak, on je vrlo važan. Dakle, sad se otvorila mogućnost da zaista Makedonija, ono u čemu je bila zakinuta zadnjih 10 godina, dakle da pristupi ovim važnim integracijskim procesima i euroatlantskim u Europi i sa našim atlantskim partnerima, da zaista prepoznaju da je to važno za Makedoniju, ali da je važno i za sigurnost i za stabilnost i za prosperitet Makedonije i makedonskog naroda. Ali naravno svako odlučuje o svojoj sudbini. Ja mislim da je sada došlo dobro vrijeme, da su vjetrovi povoljni, da je put otvoren i zaista vjerujem da će ga makedonski građani prepoznati i makedonska vlada da će nastaviti raditi ono što je zadnje vrijeme zaista vrlo zdušno radila, a to je rad na reformama i mislim kao poruka zadnja, dakle pitanje proširenja i pitanje pristupanja nije samo cilj gdje ćete doći. Ako opet mogu iz našeg iskustva reći, izgleda ponekad da je taj put, odnosno put koji znači transformaciju i poboljšanje raznih usluga koje su važne za građane, da je puno važniji nego sam rezultat. Dakle, da kroz to država zaista postaje jedna moderna, evropska, otvorena država u kojoj zaista onda građani imaju razloga ostati, živjeti i uživati u tome što je. Međutim, to je važno ne samo za Makedoniju, nego za sve nas koji smo i u okruženju, ali i za cijelu Evropsku uniju. Hvala vam najljepša i nadam se da ćemo se vidjeti u julu i da će nam priopćiti i tada dobre vijesti. Pa ja se isto nadam. Hvala vama. Marija Pejčinović-Burić, ministar za надворешни работи на Хрватска, беше тоа и малку по малку веќе ја детализираме и го склопуваме мозаикот на она што значат следни чекори кои што би требало да следуваат по одлуката на Советот на министри. Значи, она што треба да го очекуваме од страна на Европската комисија е почеток на скринингот, потоа подготовка на таа преговарачка рамка и еве како што објасни и шефицата на хрватската дипломатија, некаде при крајот на годината да дојде до таа меѓувладина конференција која што би значила и официјален почеток на преговорите. Значи, многу чекори во меѓувреме, пред се многу работа и многу предизвици, бидејќи на сето ова што беше одлучено и што може да се случува во иднина, виси одлуката од референдумот за името, за договорот за решение на името помеѓу Македонија и Грција. Впрочем, не само во Скопје, многу дилеми околу содржината на одлуката која што беше донесена. Има и овдека во Брисел, затоа одлучив претходно денеска да повикам на дебата дел од моите колеги известувачи од Брисел, кои што се одлични познавачи на состојбите во Брисел, но и на ставовите на земјите членки кон земјите од регионот, вклучително и Македонија. И онака како што доаѓаат различни реакции и толкувања во Скопје, различни се и коментарите овдека во Брисел. Дебатата е снимена претходно денеска попладне во Европскиот парламент. Добре дојде од Европскиот парламент за моите колеги Душан Гајич, долгогодишен дописник од Брисел, колешката Светлана Јовановска, мој стандарден коментатор стручен од Брисел, инаку дописник на порталот Нова ТВ, и Аугустин Палокај, дописник на Јутарни лист и на Коха Диторе. Аугустин, би почнал со вас со една мала дигресија, некако сте, ајде да кажам, судбински врзани со Македонија, бидејќи 2005 година, тоа малкумина го знаат, од нашите гледачи бевте новинарот кој што успеа да добие збор, да го предаде микрофонот на еден од нашите колеги кој потоа постави прашање и така од тогашниот председавач господинот Тони Блер, всушност пред 13 години во декември дознавме дека Македонија доби кандидатски статус. Pa evo, drago mi je to, ali nije mi drago što je Makedonija od 2015. tek sada dobila neku najavu
da može eventualno dobiti odluku o otvaranju pregovora sljedeće godine, da bi se oni otvorili krajem sljedeće godine. To samo pokazuje koliko je proces proširenja spor i koliko je Makedonija po meni nezasluženo kasnila u tom procesu. Ja se sjećam dok sam pisao za Hrvatsku kako smo 2000. godine uzimali primjer od Makedonije koja je tada bila u procesu i ispred Hrvatske. Evo, Hrvatska sad bilježi 5. godišnjicu članstva u EU, a Makedonija još nije otvorila pregovore. Веќе го начнавте и тоа ќе биде и првото прашање. Велите најава за датум за преговори и сега доаѓаме до тоа што е клучното прашање и се уште дилема, иако сите се обидуваме изминатавано денеска по вчерашниот тежак ден во Луксембург да го протолкуваме секој збор. Она што е доминантно толкување е дека Македонија доби условена препорака. Еве, Августин велите дека тоа е најава за препорака. Еве да почнеме повторно од вас. Зошто па да го искоментираме? Ja se sjećam, spomenuli ste 2005. Hrvatska je u decembru 2004. imala uvjetovanu odluku o otvaranju pregovora. Ona je glasila: Vijeće odlučuje otvoriti pregovore s Hrvatskom ukoliko bude pune suradnje s Haškim sudom. Znači, bilo je odluke da se otvore pregovori i postavljen je uvjet pune suradnje s Haškim sudom. Ovo za Makedoniju bi ja nazvao uvjeti za odluku. Znači, postavljeni su uvjeti nakon čega se može donijeti odluka. I tu vidim tu razliku i vremenski rok je prevelik. Zato ja nisam zadovoljan s ovakvom odlukom. Ovdje je Europska unija dokazala da ona nije vjerodostojna u procesu proširenja, a cijelo vrijeme govori kako treba povratiti kredibilitet ovom procesu. Душане, ако ги споредуваме сите заклучоци за Хрватска, за Црна Гора, за Србија, еве сега и за Македонија, не може да се најде еден унифициран речник, еден унифициран вординг на комисијата, иако стои констатацијата на Августин дека има некои формулации кои што се почитуваат. Како беше за Србија и оттаму влечејќи го заклучокот што е она што сега го имаме? Da, pa tako je. Nema istih situacija, mada neke formule se ponavljaju. Mislim da nema mnogo svrhe da se vraćamo u to kako je bilo, ne znam, u prethodnim nekim proširenjima, zato što se očigledno Evropa mnogo promenila, odnos prema proširenju se promenio i sada treba da gledamo šta je moguće u današnjoj situaciji dobiti. Gledano unazad na sve neke prethodne odluke, definitivno izgleda da je svaki put mnogo teže otvoriti pregovore, a da svaka odluka o otvaranju pregovora je svaki put komplikovanija. U slučaju Srbije je već bila komplikovanija nego u slučaju Hrvatske. To je bilo sada već pre 6 godina. Tada je podeljena odluka o dodeli statusa kandidata sa odlukom o otvaranju pregovora, pa zatim samo otvaranje pregovora bi došlo posle nekih ispunjenih uslova kasnije. To se dešava i sada sa Makedonijom, samo što je još dodatno su ti koraci usitnjeni. Tako da u nekom pozitivnom čitanju ove odluke, ako hoćete da budete pozitivni, ovo bi moglo da se kaže... Sakame da budeme realni. A koliko je možno u ovoj momentu? Vi birajte sad kako ćete, ali pozitivno bi bilo da se kaže ovo je da, ali ne sada. Znači, Evropa je spremna da donese tu odluku, ali ne u ovom trenutku. Zato je ono da bi se, iako su manje više ispunjeni svi zahtevi ovih skeptičnih zemalja kao što su Francuska i Holandija, dodato i nešto što bi moglo da zadovolji donekle i one koji su bili za tu odluku, a i da pošalje pozitivnu poruku Skoplju i Tirani. Dakle, vratit ćemo se na ovo za godinu dana. Nije ostavljeno potpuno otvoreno u nekoj neodređenoj budućnosti. Vratit ćemo se na ovo za godinu dana sa idejom da zapravo sami efektivni razgovori počnu u decembru sljedeće godine na međuvladinoj konferenciji, a da pripremni posao koji će ipak moći da uštedi neko vreme za Makedoniju na skriningu počne i pre toga. Tako da to je otprilike ono ako... sad, naravno da je predlog komisije bio drugačiji i da je ono što je do pre neki dan i dalje stajalo u nacrtima tih zaključaka, a to je da Savet odlučuje o otvaranju pregovora,
na kraju je ispalo, a politička ideja iza svega ovoga je očigledno, vidjet ćemo to sve posle evropskih izbora. Ке го имаме тоа прашање, зошто токму Франција и зошто ваков однос? Светлана, многу варијанти се сменија, особено вчера, и сега доаѓаме до конечно го имаме на виделина она што секогаш се прашувавме, што значи кога Европската комисија или функционерите од Брисел ќе кажат креативни идеи. И сега имаме тука еден заклучок кој што очигледно содржи многу креативни идеи. Некако со моите колеги вчера во Брисел пресметавме условена препорака со 4 услови. Сгрешивме или има и повеќе и едноставно е твоето толкување? Па сега овдека јас гледам 3 услови во заклучоците. Значи имате судски реформи, имате реформа на ДБК, на УБК и имате реформа на јавната администрација. Четвртиот услов би бил финализирање на договорот со Грција. Мислам дека тоа не може да тоа се подразбира. Така што има 4 услови. Како што викаше Душан, прашање како ги толкуваме, како го толкуваме вокабуларот, дали е тоа преговори во најава или условени преговори. Како и да е, Македонија за прв пат од 2005 година има нешто поопипливо, нешто црно на бело. До сега такво нешто не постоеше. Задржи ја мислата околу анализата на самите заклучоци, она што во моментов, барем до сега во првичните реакции, доминира во Македонија е изедначување на условените препораки од комисијата кои што ги имавме досега и ова еве да ја наречеме условена препорака за датум или најава за датум, да ги опфатиме сите толкувања. Значи прво таа дилема да ја расчистиме за да може да тргнеме кон анализа на тоа што е што. До сега беа условени препораки на Европската комисија. Значи има разлика помеѓу препораката на Европската комисија и заклучоците на министрите на Европската унија. Значи, последниот извештај на комисијата, препораката не беше условена, што кажа јасно дека Македонија тргнала по некој добар пат. Значи, тоа е главната разлика. Според мене, она што е важно, бидејќи на Македонија пред се и се потребни тие домашни реформи. Ние, како што знаеме, нема да откријам ништо ново, ако кажам дека во изминатата година владата, премиерот беа сконцентрирани исклучиво на решение на проблемот со името. Имаше реформи, се разбира, меѓутоа сето тоа не е доволно. Нас не ни требаше Франција да ни каже дека реформите се уште не се одржливи, како што викаат тие, дека реформите се уште не се отидени таму каде што толку далеку, колку што треба да одат далеку. Ние тоа дома сами го знаеме, ние тоа дома сами го гледаме, бидејќи како што рековме, македонското граѓанско општество се разбуди после 10 години Груевски и успеа да сега критикува, конструктивно критикува, го кажува своето незадоволство и така натаму. Така што, она што е битно за мене е што ќе се отвори тој процес на скрининг, на чешлање на македонското законодавство. И тоа е, во овој момент, тоа е многу важно. Уште една работа сакам да кажам, дури и да почнеме да ни отвореа преговори вчера и да треба да ги почнеме да речеме на есен или во декември, ние тоа не можеме да го направиме. Добро, ова сега ни е утеха за таа разлика која што ја нагласуваат и повеќе Августин, помалку Душан е повнимателен, сака да биде попозитивен, бидејќи јасно пишува дека следено на напредокот, на договорот со Грција, Советот се согласи позитивно да одговори на направениот прогрес и согласно тоа да го отвори патот кон отварање на преговори. Ali otvaranje puta, ta formulacija, Europska komisija misli da je inovativna i tako dalje, ali ovo nije umjetnost biti kreativan. Ovo je procedura, a ona je jasna, ona se nije promijenila. Imate preporuku komisije, odluku vijeća.
Ovdje smo imali preporuku komisije, nemamo odluku vijeća. Nigdje u formulacijama u tritiju ne stoji put prema EU. To je filozofski izraz, nego pregovori o članstvu stoje. Znači, Makedonija je držana u uvjerenju 10 godina da trebate riješiti s Grčkom problem oko imena, nakon toga ćete otvoriti pregovore. Sada ispada da je to bio uvjet za nove uvjete. Ove uvjete koje je spomenula Svetlana, to sve stoji. Ali kroz njih će komisija godinama prolaziti. Znači, ako sad otvorite pregovore, kroz screening će oni vidjeti, imate mjerila za otvaranje svakog od 35 poglavlja, onda imate međumjerila koja su uvedena, i onda imate mjerila za zatvaranje i onda na kraju imate sporazum koji se ratificira. Znači, svaka država članica i komisija imaju u procesu puno mogućnosti da provjeravaju da li Makedonija radi reforme. Znači, početak pregovora nije članstvo. Početak pregovora nije konstatacija da ste ispunili sve uvjete, nego da ste ispunili minimum uvjeta potrebnim za početak pregovore i onda ostale uvjete kroz proces ispunjavate da bi postali članica. Formulacija je ista i za Albaniju i za Makedoniju. Doduše za Makedoniju i Albaniju drugačiji su uvjeti jer je drugačija situacija u tim državama. Zato kad ja kažem da EU nije vjerodostojna je upravo to da su vas držali u uvjerenju da je pitanje imena ključ. Sada ispada da je napredak, svaka čast, ali imate sad još ovo. Isti je slučaj sa viznom... Makedonija vloži poveke ili duri i premnogu so dogovor od svime, to spored nekoj analizi v Makedonija, a dobi se premalku? Mislim, ali trebate znati da ovo nema veze sa situacijom u Makedoniji. Prije svega ima veze sa situacijom u Europskoj uniji. Unutar nekih država. Onda imate europske izbore sljedeće godine i ne žele prije tih izbora imati bilo što o proširenju. Imate slučaj Kosova. Njima su rekli dobit ćete viznu liberalizaciju čim ratificirate sporazum o granici s Crnom Gorom. Ratificirali su nakon mnogih problema na Kosovu i nema ništa već 3 mjeseca. Sad kaže, sad ćemo vidjeti da li vi ispunjavate i dalje one uvjete za koje smo rekli da ste ispunili puno ranije. Znači, kao što je rekao Dušan, ja sam puno puta to isto rekao, jer smo vidjeli. Hrvatskoj je bilo teže nego drugim državama, išlo je sporije. Srbije i Crnoj Gori je teže nego Hrvatskoj i ide još sporije. Znači, ovo je proces da kašnjenjem dobivate puno težu situaciju i puno više uvjeta. Ali slažem se, mislim, na kraju krajeva ono što traži EU je dobro i za državu i za društvo. Te reforme su za vas. Da nije bilo političkih problema unutar Makedonije, Makedonija je imala najspremniju administraciju za pregovore s EU. Govorim sad u vremenskom roku od početka. Ako gi gledam izveštajte i najblisko spored aproksimacijata na zakonodavstvo. Govoriš o 2005-2006. Da, govorim o tome. I ako nije bilo puno promjena u administraciji, to je bitno, mijenjaju se ministri i političke funkcije, ali ako se drži onaj srž administracije koji kad počnu pregovori moraju iznijeti na sebe proces reforme, dokumentacije, brojnje, prevode, pripreme akcijskih planova i tako dalje, Makedonija mislim da ima kapacitet za pregovore. I zato bi bilo dobro da što prije otvori pregovore koji su tehnički prije svega, a manje politički. Što je svega, Dušan pa Svetlana, što je svega s onoj uslovno proceduralen del, to не е процедура, тоа е суштината на она што комисијата ќе го работи, како што рече комесарот Хан веќе од денеска, и тука имаме известни разлики. Според толкувањето на еврокомесарот Хан, нов прогрес извештај во меѓувреме нема да има. Според толкување на представници од Советот на министри, таков прогрес извештај ќе мора да има. Pa tamo u zaključcima piše da će se ta nova, odnosno odluka o otvaranju pregovora biti zasnovana na izveštaju Europske komisije, iako se ne varam piše na redovnom izveštaju Europske komisije o napretku. Znamo sad da je pomjeren. Redovni progress report je u 4. mjesecu sad svake godine. Sad će biti u proljeće. Znači i onako bi bio report, čak i da nije... Pa dobro, to samo hoće da kaže da neće biti nekog specijalnog izveštaja o Makedoniji, pretpostavljam, nego redovni izveštaj. U međuvremenu, kao što sam rekao malo pre,
to može da pomogne administraciju Makedonije ako počne proces skrininga kao što je najavljeno, da se na neki način mobiliše i da uđe u to aktivno radno stanje koje će pomoći da jednog dana kada počnu pregovori ih efektivnije vodi. Uštedeće vreme, jer taj proces je recimo u slučaju Srbije takođe počeo pre samog otvaranja pregovora i međuvladine konferencije. Da bi se obavio taj screening, odnosno nekakvo upoređivanje evropskog i makedonskog zakonodavstva detaljno, potrebno će biti više od godinu dana. Dakle, ako taj proces počne u septembru, uštedit će se neko vreme, to je dobit. Administracija će već ući u taj neki aktivno stanje, da tako kažem. Ali ono što bih ponovio još jednom, očigledno da je ovo politička odluka kojem su zapakovane postojeće procedure da bi se došlo do određenog političkog cilja. I kao što kaže Avgustin, to govori o današnjoj Evropi, ali govori još nešto. Ako neko uradi ono što treba da uradi, teško je ignorisati taj rezultat. Teško je samo reći to se ne važi, vi nas ne interesujete. Ние вчера бевме во ситуација кога комисијата, кога високата представничка Могерини инсистира на нивниот став, ако вие испорачате и ние ќе испорачаме. Но се случи Франција. Или резултатот беше некаде до пред самиот крај 26,5 наспрема 1,5. Значи Холандија беше... Neodrživo je, čak i za Francusku, koja je jedna od najznačajnijih zemalja. Neodrživo je da trajno ignoriše neke nesporne rezultate. Prema tome, ako Makedonija postiže rezultate, bar to je moje mišljenje, ako Makedonija ulaže nešto politički i ne znam već kako, to će pre ili kasnije, ne samo što je pozitivno za samu Makedoniju i njene građane, nego mora da donese rezultate. Ali treba biti politički odlučen, istrajan i strpljiv. To nije sporno, što kaže Dušan. Problem je u tome što Evropska unija, odnosno neke države, imaju neke svoje ciljeve. Агустин, 2005, кога чекавме до 3 часот и 45 минути, мислам дека проблем беше распределбата на парите за земјоделието. Сега е некаков страф од миграцијата, идните избори во Франција, победата на десницата. Секогаш има некаква причина внатре во Европската унија. Не, имате причу, осјеќај неких држава и политичких елита да ипак проширење nije имало толико позитиван утjecaj на njih. I to je u Nizozemskoj i Francuskoj. Čuli smo predsjednika Macrona u Sofiji kad je rekao mi smo se previše 15 godina bavili proširenjem i ignorirali reforme unutar EU. Čuli smo juče ministra iz Nizozemske koji kaže evo imamo danas raspravu o ugrožavanju vladavine prava u jednoj državi članici, u Poljskoj. Znači mi možemo reći čekajte, vi ne puštate Makedoniju ni da otvori pregovore, a imate svoje članice koje više ne ispunjavaju niti tu razinu vladavine prava, načela. I oni kažu, upravo zato. Mi smo, znaju reći ovdje, Europska unija ne radi greške, nego uči lekcije. Oni kažu, mi smo naučili određene lekcije sa Bugarskom i Rumunskom, pa smo bili stroži prema Hrvatskoj. Sad vidimo da i Mađarska i Poljska deviriraju od načela demokracije i tako dalje. Zato ja kažem, ova odluka nema veze sa unutarnjom situacijom u Makedoniji, niti na Balkanu, niti s migracijama. Naprotiv, oni kažu ako je u nečemu Makedonija bila dobra i sve države Zapadnog Balkana, to je način na koji su oni upravljali migracijskom krizom i oni trebaju regiju za suradnju oko tog pitanja. Znači, to su još uvijek siromašne države u odnosu na prosjek EU, nije to problem. Problem je to što javnost u Evropskoj uniji je protiv proširenja. U Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Francuskoj preko 66% građana se izjašnjava da su protiv prijema novih članica EU. Vjerojatno je to zbog toga što strahuju od Turske, ali svejedno, kad im se spominje proširenje, u najboljoj situaciji to za njih nije prioritet. Не е само Турција. Јас мислам дека Балканот се уште има лош имидж овдека во Европа. Мора да се каже, како што викаат и Августин и Душан, стварно има Европската унија повеќе не сакат проширување. Многумина кај нас ке речат што сега од Македонија? Македонија е мала земја, што може Македонија да наштети или да донесе повеќе или помалку и така натаму. Као
како да не е тоа битно за Европа. Битен е политичкиот сигнал. Значи, јас сабајле слушав вести на белгиско радио, каде што практично не го споменуваат тој заклучок, затоа што тоа нив едноставно во оваа криза на овој самит ќе биде посветен на миграција, предпоставувам, и таа миграција ја не се согласувам дека миграцијата не им е битна. Бидејќи миграцијата... Ali rekao sam da države Zapadnog Balkana su dobile pohvale za način kako se... Ona je bitna svakako. Напротив, Македонија беше на браникот на Точно. Меѓутоа, сега се оди повеќе проблемот е повеќе африканците кои доаѓаат, тоа е економска миграција. Тоа е поголемиот проблем во овој момент. Не е проблем толку сириците и овие кои што бараат заштита од војна. Според мене, Европската Унија е во известна смисла во смртна опасност. Ако они не успеат да се договорат околу миграцијата, мислам дека не сум сигурна на која страна ќе тргне Европската Унија. И во таа ситуација да се најави проширување е проблематично. Има некои неофицијални информации дека од страна на Франција е дури порачано размислувајте за некоја друга форма на партнерство. Од друга страна имаме протест. Додека беше неизвестно до последен момент за Македонија, се случија предходно меѓувладините конференции со Србија и со Црна Гора. Така што во Македонија се создава една специфична дилема што е што сега, каде е проблемот, дали е во Македонија, дали е во Европската Унија, и тоа ќе биде многу тешко да се објасни. Проблемот е на двете страни. Значи проблемот е и во македонските реформи. Ние ако ги правевме реформите како што треба од 2005-2006, и ако го решевме спорот со името, приказната ќе беше поинаква. Значи, треба да се навратиме малце и на тоа, да видиме каде ние сме сгрешиле и како сето тоа да го поправиме. Значи, прва работа, според мене, е да го ратификуваме договорот со Грција, за да може да се продолжи. Некој ќе рече, па ако не влегуваме во ЕУ и во НАТО, зошто има да го решаваме спорот со Грција? Мораме да го решаваме, затоа што Грција е наш сосед и затоа што Грција ние мораме да имаме добри односи со сите соседи во било која на било која тема. И има проблем во Европската Унија во овој момент. Влегува во Европската Унија е во криза. Точно е, Франција има право кога вика дека Европската Унија треба да се продлабочи за да може да се проширува. Но и земјите од Балканот имаат право кога велат не сте принципијални. Da. Ali kako to da se izbalansira? Ali evropski političari ne moraju odgovarati građanima Balkana, nego svojih država. Vi ste spomenuli novce. Како нашите влади, како и вашите влади се справуваат со сите овие kontradiktornosti koji što ga ima vo sekoj čekor od procesa? Pa ja mislim da i vlade i javnosti u zemlji, mada to nije tako lako kao što je možda bilo u nekim ranijim slučajevima, moraju pre svega da se fokusiraju na određivanje toga šta je sopstveni interes određene zemlje. Dakle, treba da pođeš od toga šta je tvoj interes i šta ti želiš sa svojim društvom i svojom zemljom. I ako je to jasno, onda su manje dilema oko toga da li treba, ne znam, rešavati probleme sa susedima, da li treba rešavati problem sa Kosovom ili ne, jer se to u krajnjoj liniji ne radi samo zbog nekakve nagrade i šargarepe koje će stići iz Brisela. A ovde je dobro rečeno da naravno, nije popularno u javnostima praktično ni u jednoj evropskoj zemlji, osim možda u nekima u regionu i istočnoevropskim zemljama prijem balkanskih zemalja. Međutim, vidimo da ipak uprkos tome politike zemalja u čijoj javnosti to nije popularno se razlikuju i da su, iako je nemačka javnost takođe nije baš naročito zagrejana za prijem Balkanaca, je sada podržala Makedoniju i u nekim drugim situacijama takođe. Ovde mislim da imamo specifičan fenomen sa
Francuskom u kojoj je došla jedna izrazito proevropska administracija, ali proevropska administracija koja nije ujedno i proširenje. I to je jedan specifičan, kažem, problem za koje bi možda balkanske zemlje trebalo da vide kako da na tome rade u buduće i kako da prevaziđu taj francuski problem, jer kod Makrona očito postoji ubeđenje da ubeđenje ili stav trenutni da proširenje nije nešto obavezno dobro, nego da je naprotiv kao takvo možda loše za Evropsku uniju, jer se zapravo po definiciji protivi produbljivanju evropske integracije i jačanju funkcionisanja Evrope. Jer čim imate 30 i nekoliko zemalja, on kaže već sa 27 ne funkcioniše kako treba, kako ćemo sa 33. To je možda poruka i Nemačkoj i nekim drugima koji misle da ne mora mnogo toga da se menja ili da ne mora da se menja način odlučivanja ili tako dalje. Ali ono što se možda očekivalo i što su se neki na Balkanu nadali i radovali kad su videli da se jedan proevropljanin koji je sa himnom Evrope ušao u Jelisejsku palatu, ispostavlja se kao razočaranje jer on stoji iza Evrope, ali samo do ovde ovako, a ovo posle tamo na Balkanu ne. Сакам да кажам уште ова за Франција, да се надоврзам на ова што го вика Душан. Повторно, јас секогаш ги барам проблемите прво кај себе, значи кај нас. Точно е ова што го кажува Душан. Меѓутоа, факт е исто така дека ние, па од почетокот на независноста, ние во Македонија слабо одржуваме односи со Франција. Значи, ние се понашаме како да Франција всушност не постои. Франција е, сега излегува Велика Британија од Европската Унија. Ние видовме дека Германија имаше проблеми со изборите, со коалицијата и така натаму. Дојде нов председател во Франција, кој што, како што кажува Душан, е проевропски. Ние требаше, тоа е моje мислење, ние требаше да ја обрнеме поголемо внимание на Франција. Нема да влегувам во детали како и зошто амбасадор во Франција испративме дури во април оваа година. Во Франција ние немавме амбасадор со години. Такви грешки, ако ги речунаме. Мислам, има приоритети, значи треба ова со Франција, дека Франција ќе биде против, не е вест од вчера. Ова се знае одамна, дека Франција е против проширување. To je žalosno zapravo. Mislim, makedonska javnost, društvo, politička elita treba znati situaciju u državama članicama, ali nema kapacitet ni makedonska, ni albanska, ni srbijanska javnost i društvo da se time preopterećuju jer imaju svoje probleme. Slažem se da na kraju krajeva zar nam treba Europska unija da nam kaže da treba iskorijeniti korupciju, organizirani kriminal, pa to su naši novci. Zar nam trebaju oni da nam kažu da sudstvo treba neovisno biti od politike, mediji slobodni. Znači to što traži EU, to je dobro za nas, ušli mi u EU ili ne. Ali jedna stvar bitna je pogotovo za Makedoniju. To što će, ja vjerujem, ući u NATO. Nemojte zaboraviti političku i sigurnosnu važnost tog čina. Još uvijek su na stolu ideje, one su zapravo ispod stola o podjeli Kosova. Dok ulazak Makedonije u NATO zauvijek izbacuje iz dnevnog reda bilo kakvo pitanje podjele teritorija. One danas možda ne postoje u Makedoniji, ali mogu se pojaviti ako se podijeli Kosovo. Jer za sad još uvijek je zadržan princip nepromjenjivosti granica na teritoriji bivše Jugoslavije. I Kosovo je država u granicama koje je imala kao federalna jedinica bivše Jugoslavije. Ako se to, a čujemo takve ideje i od sada i pregovorite koji što doprva slijedati, to brzo во следните месеци. Da, i sad zato kažem da je to politički važan čin i nažalost ne razumiju svi u Europskoj uniji tu važnost. Светлана, да се вратиме, бидејќи немаме многу време, околу самите заклучоци. Кои се гаранциите дека во април, во јуни до година нема да бидеме повторно сведоци на една таква инфаркт ситуација и на нови услови? Нема гаранции. Никој не може да даде гаранции за ништо. Првата работа е ние мораме да го финализираме договорот со Грција. Ако не помине референдумот септември-октомври, се враќа назад. Грција повторно ќе постави вето и
ова е завршена приказна. Ако ако помине референдумот, ако биде ратификувано целото тоа во Грција и во Македонија, како што се предвидува, тогаш исто така немаме гаранции. Гаранциите ќе бидат нашите реформи. Ние треба да тргнеме напред. Конечно треба да престанеме стварно треба да направиме судски реформи, треба да направиме реформа на јавната администрација, треба да престанат партиски вработувања, да не редам, ги знаете, сите во Македонија ги знаат тие работи. И треба да се следи што се случува во Европската Унија. Може да се случи за година дена. Ali ovaj tekst je, izvinjam se, ovaj tekst je ipak napravljen tako da stavlja na dnevni red takvu odluku odnosno isključuje samo pod uslovom da stvari krenu loše. Dakle, treba očekivati zaista, iako 100% garancije nema, da u junu sledeće godine takva odluka bude doneta pod uslovom da bude pristojan nivo reformi u Makedoniji, dakle da ne bude nekakvih zaista gorućih problema i da se sporazum sa imenom za ime dovrši. Tako da, eto, i o tome se glasa u Makedoniji. Тука ќе направиме една кратка пауза, само да погледнеме еден краток преглед како течеше процесот на пристапување на Македонија кон Европската Унија досега и се враќаме со завршниот дел од прашањата, а тоа е дилемата за надежта дека Европската Унија ќе го смени начинот на гласање, па нам всушност нема да ни треба ниту договорот со Грција, односно на Македонија, ниту сите овие услови, инфаркт, заседанија и седници на Советот и така натаму. Се враќаме за кратко. Македонија уште од независноста јасно се определи за европска интеграција. Речиси 2 децении македонските влади се декларираа како проевропски во обид да ја доближат земјата до членство во Европската Унија. Првиот најголем чекор беше направен со подпишување на спогодбата за стабилизација и асоциација меѓу Европската Унија и Република Македонија. Одлуката беше донесена само 1 месец откако започна војниот конфликт. Свеченоста на подпишувањето се одржа на 9 април 2001 година во Луксембург, а договорот стапи на сила на 1 април, 3 години по ратификацијата. Но подпишувањето на договорот не го спречи конфликтот. На Македонија и треба уште 3 години по примирието и рамковниот договор за да се врати во европски колосек. Веќе од 2004 година се прават посериозни чекори со поднесување на апликацијата за членство во Европската Унија. За жал, првиот обид на премиерот Бранко Црвенковски тоа да го стори на 26 февруари не се случи, откако авионот со македонската делегација беше вратен од половина пат кон Даблин по веста за трагичното загинување на председателот Борис Трајковски. Црвенковски мораше повтор пат да отпатува во Ирска за да ја предаде апликацијата на премиерот Јахер. Македонија е мирна, стабилна, безбедна држава, држава во која што се гарантира демократските права, држава во која што функционира правниот поредок, држава која прави реформи кон пазарна економија, држава која што се справи со меѓуетничките предизвици на еден оригинален и би рекол за другите пример како треба се постапува начин и врз основа на огромната волја, желба и консензуална определба на сите граѓани на нашата држава. На 1 октомври истата година, председателот на Европската комисија Романо Проди го донесе европскиот прашалник во Скопје. Is the first formal step, concrete step. This is why it's so important. And clearly this does not mean that the opening of the negotiation is given for granted. Being member of the Union, being member of the same family. And cannot be surprising that we specify ourselves who we are and what we are doing. Во следните 15 месеци, вице-премиерката Радмила Шекеринска формира тим кој успева да го одговори целиот прашалник на Европската комисија во сите барани области. Она што си го зададовме како прв рок, тоа е веќе до крајот на понеделник, значи до крајот на 4 октомври, сите одговори на овие, сите преводи на прашањата заедно со распределбата по надлежни институции и одговорни лица да биде доставена до министерствата. Комплетните одговори македонската делегација на чело со премиерот Бучковски му ги предаде на високиот европски представник Хавиер Солана на празникот Свети Валентин во 2005 година. I mean, it's very difficult to
at this point in time, when we are at the beginning of 2005, to talk about exact date in which that process can be concluded, the process you have mentioned. Therefore, I would not like to give any precise time. The important thing is that the plan that the Prime Minister has discussed with me on all types of reforms, from the judiciary to the economic, etc., they are done, and they are done. And remember, the most important thing is that getting closer to the European Union, getting the dates that you have in mind, etc., have to be driven by results. And therefore, it's much more important to get to work, to get things done, than to have big arguments about today, about things that may happen 5 years from now. Брисел по успешното одговарање на ЕУ прашалникот ја награди Македонија со кандидатски статус кон крајот на 2005 година. Според мене и врз основа на нашите проценки направен е значаен прогрес во мерките за децентрализација и се надевам дека тој ќе продолжи и во следните месеци. Сакам да додадам дека од големо значење е реформата на судството, особено во борбата против корупцијата и организираниот криминал, што исто така е мощен важен предуслов за директни странски инвестиции и економски развој во земјата, кој во моментов недостасува. Во Скопје се прославува овој успех, но потоа следува период на најдолго чекање на една земја кандидат за да добие датум за пристапни преговори. Во извештајот на Европската комисија во 2009 година, Македонија ја доби првата препорака за почеток на преговорите. Таа беше повторувана 6 пати поред, но Грција е најголемата пречка за напредокот на Македонија. По бројните блокади Европската комисија бара начин да ја даде ветер во грб на Македонија и по иницијатива на еврокомесарот за проширување Штефан Филе стартува предпристапниот диалог на високо ниво со Скопје, но тој не донесе никаков напредок. Светла точка во овој долг процес беше визната либерализација на крајот на 2009 година. Од тогаш македонските граѓани без визи можеа да патуваат во земјите од Шенген зоната. Брисел го смени тонот во 2015 година, по големата политичка криза, и во извештаите се нотираа многу забелешки и критики за владата на Никола Груевски, а препораката за почнување преговори стана условена. Брисел директно се вклучи во посредување за решение на политичката криза, со двата договори од Пржино и спораката на реформите на Приве. По промената на власта, Македонија во април годинава доби извештај од Европската комисија во кој беше повторена препораката да се одреди датум за пристапни преговори. Тоа беше кратко подсетување. 2015-2018, 13 години можеби повеќе полни со падови отколку со подеми. И сега завршното прашање, немаме уште многу време, па накратко и тројцата. А она што Светлана се случува во сета дебата во Македонија, поврзано и со договорот со Грција, потребата тој да се ратификува или не, се најавите за реформи на начинот на гласање во Европската Унија. На што тие ќе се однесуваат и дали тоа ќе ги опфати и вака тешките прашања за европејците, како што се прашањата за проширувањето, или е тоа само лажна надеж? Апсолутно е лажна надеж. Ние не можеме да чекаме Европската Унија да го укине правото на вето, особено во важни прашања како што е проширувањето. Така што тоа се, не знам од каде доаѓаат. Прво, Европската Унија не почнала реформи за тоа продлабочување за кое што зборуваше и Макрон. Треба да видиме да почнат тие реформи, па да видиме како Комесарот Хан малку ги подгреа страстите, но без детали, и сето тоа ја врати дебатата на намат. Барем во Македонија. Јас мислам дека тоа никогаш нема да се случи, да се укине правото на вето за важни прашања како што е проширување. Душан? Pa, koliko znam, komisija će negde na jesen predstaviti predlog, ne samo kad je reč o proširenju, nego uopšte o promene načina odlučivanja u različitim oblastima gde bi moglo da se odlučuje većinom, a ne jednoglasno. I postoje ideje da se to bar delimično odnosi i na proširenje. Ja isto ne očekujem da će se na ovakve krupne odluke to odnositi, a vidimo i u ovom tekstu zaključaka da se pominje, sad ne sjećam se tačno formulacije, da je potrebna i odluka u nacionalnim parlamentima. A тоа рекоа дека се однесува на Германија и Холандија, бидејќи процедурите се такви, мора да има согласност од парламентите. Ja ne vjerujem, mislim, imate prijedlog i Angele Merkel da se poveća broj područja u zajedničkoj vanjskoj politici
o kojima se odlučuje kvalificiranom većinom, a ne konsenzusom. Proširenje za sad spada pod vanjsku politiku isto. Znači, o proširenju se odlučuje konsenzusom u svakom koraku. Ne vjerujem da će se to promijeniti upravo zbog Njemačke, Francuske, Austrije i drugih, i to zbog Turske. Oni žele da njihov narod, odnosno oni imaju zadnju riječ. I onako postoji mogućnost blokiranja. Promjena glasanja, osvajanje odluke u proširenju bi značila i promjena tritija. A promjena tritija ugovora mora biti isto jednoglasna. Ne vjerujem da će to biti uopće moguće. Tako da mislim da će pravo veto za svaku državu ostati, jer u slučaju promjene morali bi se promijeniti mnogi zakoni u državama članicama. Imate neke države poput Nizozemske, Francuske, Švedske, Slovenije, koja za svako otvaranje poglavlja EU s nekom državom mora dobiti podršku svog parlamenta. I oni teško da će to promijeniti, ali to su sad procedure. Kao što je Svetlana rekla, treba ispuniti uvjete, vjerovati u objektivnost Europske komisije, onda čekati odluke države članice. Ali garancija tu nema. Ja sam znao reći na kosovskoj televiziji jednom, pa me citiraju, da u Briselu garanciju dobijete samo kad kupite televizor. U njihovom rječniku ne postoji riječ garancija. I сега доаѓаме до самиот крај и ова е најтешко, но сите сте искусни. Најтешко е да се прогнозира, особено овде во Брисел, што би се случувало во иднина. Ја знаете, македонската ситуација, одлуката условена или најавена, како што велите. Имаме референдум со Грција. Што очекувате, што прогнозирате? Pa ja mislim da će ulaskom u NATO i pomoći Europske unije i SAD-a situacija politička u Makedoniji se dodatno smiriti i da će referendum proći i da će put prema EU teći lakše nakon što Makedonija uđe u NATO. Mislim da će to utjecati i na cijelu regiju i da će se stvari nakon sljedećih europskih izbora malo smiriti i unutar EU, pa će proces teći dalje. Светлана? Па јас ќе се согласам со Августин, да мораме да бидеме оптимисти. Јас сум оптимист, верувам дека референдумот ќе помине. Ако помине референдумот во Македонија, мислам дека тогаш ќе ситуацијата во земјата ќе тргне кон конечна стабилизација, барем да имаме еден извесен период, извесен број години во кои што ќе бидат по-мирни, по-стабилни, за да можеме да реформираме. А верувам и во капацитетот на Европската Унија да задржи известна стабилност во своето... Душане, верувам дека во Македонија ќе продолжи кавгата, дали е ова најава за датум, дали е условен датум, што е, кој добил, што изгубил. Во меѓувреме доаѓа и НАТО, па референдум. Ја знаете цела ситуација, накратко ваш проценка или порака. Ja verujem da je ovo ipak početak izlaska Makedonije iz političke blokade u kojoj je bila godinama i na unutrašnjem i na međunarodnom planu i da će, kada dođe referendum, građani znati da glasaju i o tome, i o otvaranju nekog puta i na međunarodnom i unutrašnjem planu. To je, ako hoćete, i neka prva ovako ozbiljnija vest koja je stigla iz regiona kao pozitivna vest i ima potencijalno dobre posljedice i na ostatak Balkana. Колеги, јас искрено ви благодарам што вечерва бевте мои гости. Со топ тема на ваша страна од Брисел продолжуваме и со други содржини. Останете на Телма. И тоа беше дебатата од Европскиот парламент со моите колеги дописници од Брисел. Воздржаност, надеж, оптимизам, позитивни пораки. Тоа се дел од оценките. Останете со нас. Ова е специјалното издание на топ тема на ваша страна во живо од Брисел. Продолжуваме по рекламите. Добре дојдовте назад во Брисел, во живо специјално издание на топ тема на ваша страна, посветено на одлуката за условен датум за почеток на преговори на Македонија од јуни идната година. Имавме многу нови, уште содржини, како што најавив пред рекламите, но времето за оваа емисија истече и ги оставаме за утре и задутре. А зошто? Затоа што топ тема на ваша страна и Телма
Телма остануваат во Брисел и утре и задутре, бидејќи има и причина за тоа. Веќе утре ќе се знае дали најавите на еврокомесарот Јоханес Хан дека комисијата почнува уште денеска со подготовки на процесите кои што треба да следуваат понатаму, дали тој процес е почнат, бидејќи во Брисел доаѓа висока владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев. Тие ќе имаат средба и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Задутре премиерот Заев има закажано средба и со генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг, кога ќе бидат познати и деталите околу поканата која што се очекува за почеток на пристапните преговори со НАТО на самитот на 11 и 12 јули. Топ тема на ваша страна за и Телма телевизија. За сето тоа, Телма телевизија утре ќе известува во живо од Брисел во текот на целиот ден, а утре вечер и задутре следуваат уште две специјални изданија на Топ тема на ваша страна во малку видоизмената и комбинирана форма во живо одовде во Брисел и со анализи и коментари од студиото во Скопје. Од мене вечерва, довидување и пријатно се гледаме утре вечер. Во текот на денот, за сите информации, дознајте први на Телма.